Сите сомнежи се избришени по првата фестивалска вечер за новиот музички и визуелен профил на Макфест. Одлично помина. Тоа што беше планирано, тоа го остваривме. Од музичка гледна, од секоја гледна точка одлично помина, не само од музичка. Имавме добра организација, немаше никакви киксеви, никој не се сопна, никој не падна на сцена. Тоа е важно. Па музичкиот дел задоволен сум од тоа што стигна на конкурсот и тоа што избравме. Сепак ќе речам во Македонија се композитори, текстописци и аранжери броени и таа е страда. Немаме ние од некои земји што стигаат 500 песни на конкурс па да избереме 10, кај нас многу помал број стасуваат, за да така до тоа што стигна, мислам дека го избравме најдоброто. По повеќе од 20 години вечерва публиката повторно ќе го види Дарио, фронтменот на некогашната група Бонтон, кој во далечната 1986 година ја започна приказната наречена Макфест. Какво е чувството повторно да се биде тука? Какво е чувството? Знаеш какво е? Ист дом, истиот град, истите луѓе, само друг век. Тогаш беше 20, сега е 21. Се исто, само некого има. Да. Па, знаеш како, многу ми е символично некако моето настапување на Макфест ми е врзано со тоа што јас сум оној кој ја отпел првата песна на првиот Макфест. Луѓето се сеќаваат на Старо купувам, купувач на Старо од Ацо Шопов плюс. Значи, со таа песна започна целата приказна наречена Макфест, која трае веќе 39 години. Секое време си носи свој музички печат. Едногласни се во оценката нашите соговорници. За Макфест некогаш и сега. Не може да се коментира затоа што друго време, други децении биле тотално друга мода, друг начин на слушање и на создавање музика, но јас токму тоа сакав да го вратам малку на Макфест. Мојава песна е во стилот на 80-тите, оние хитовски 80-ти години кога имаше такви песни. Така да мислам дека секоја добра песна си го наоѓа местото во било кое време. Секое време носи промени, како што било радиото, па телевизијата, па сега интернет на прво место, така да и фестивалот мора да трпи промени ако сакаме да го следиме ова време. Се сменија многу времењата овие неколку децении. Значи, прилично се сменија времењата, сега е звукот нов, ние одиме во комбинација со матрици, кои се во одредена доза пуштени и плюс имаме жив оркестар со се што треба. Бубњеви, бас, гитара, синтесајзер и ги имаме гудачи, виолини, виоли, чело и сето тоа е компонирано во едно. Со втората фестивалска вечер завршува 39-тото издание на Макфест. Овие два дена на фестивалската сцена продефилираа 28 пејачи, а која ќе биде најслушена допрва ќе се дознае. Кој од сегашните учесници наредната година ќе го подигне фестивалското знаме, ќе биде одговорот на оваа дилема.